овие парфеми, девојките се 100% твои. Започнуваме со Dior Sauvage парфем верзијата. Значи, ова е најинтимната и најсензуална верзија од Sauvage линијата. Наместо експлозивна свежина, значи тука нема тоа како на оде тоалет, тука добиваш кремас, бергамот и сандалово дрво. Мирисот буквално се лепи за кожа и создава тој come closer или дојди поблиску ефект. Не е многу гласен да се разбереме, но многу добро заведува и баш затоа девојките го обожаваат. Кога ќе се смири, после 20-30 минути станува топол, мек и зависен. Значи, овој парфем е мирис на чиста кожа после туширање. Само 10 пати по-секси. Овој е парфем за близок контакт, за дејт, за моменти кога некој сака да стои до тебе, а не да оддалече. Значи, ефектот му е мистериозен, зрел и машки. Dior Sauvage парфем верзија. И се разбира, не може да помине листата без кој друг ако не Tom Ford. Tom Ford Tobacco Vanilla. Ова не е само парфем, ова е луксус во шише. Отварањето му е на богат табак и сладка крема за ванила. Веднаш дава филинг на скап, среден и самоуверен маж. Значи мажиште. Мирисот е топол, длабок и буквално ја исполнува просторијата. Кога ќе влезеш, сите ќе знаат дека имаш Tom Ford на тебе. Луѓето го приметуваат, нема како. Значи, драйдаунот му е, после отварањето му е гурмански, сладок и опоен. Како најскап десерт у најскапата сладкарница. Девојките го доживуваат како комфорт, секс апил во исто време. Мирис што асоцира на преградка во зима. Ефектот му е доминантен, луксузен и незаборавен. И сега доаѓа на ред швајцарецот, а тој е Gisada или Gisada Ambassador. Ова е дефиниција за комплимент гетер, комбинација од свежина, овошна сладост и модерен амброксан. Некои го споредуваат со на Dior Sauvage линијата, но сепак овој си има свој вајб. Нема агресија, се е мазно, чисто и заразно. Значи, мириса на среден, негуван и самоуверен маж, кој знае што прави. Она што го прави посебен, ова е трајлот што го остава позади себе. Луѓето го чувствуваат, поминуваш и остава покрај тебе еден бран на чистота, на сладост, на убавина. Значи, девојките го доживуваат како мирис на дечко, дечко и пол. Ефектот му е чист, модерен и комплимент машина. Gisada Ambassador. И наред е нешто почисто, посвежо, поубаво, а тоа е Versace Dylan Blue. Класичен, клин, секси мирис. Отвара свежо, цитрусно и шауер гелски или туш, гел за туши, но многу брзо влегува во аброксанска машка база која мириса на чисто тело и самодоверба. Ова е мирис што кажува среден си. Негуван си, изгледаш добро без да се секираш. Прифатен е за дневни дејтови, кафе, прошетки, затоа што не е нападен и многу е допаден. Девојките го обожаваат, зашто е свеж, близок и природно секси. Ефектот му е clean bad boy. Versace Dylan Blue. Наред е Givenchy, што би рекле французите. Givenchy Gentleman оде парфум верзијата. Ова е најромантичниот мирис од листата. Ирисот му дава кремаста, елегантна и малку пудреста нота, додека ванилата додава топлина и сензуалност. Мириса на среден маж со стил и бела кошула, часовник Rolex на вечерен дејт. Ова не е лаут парфем, значи не е гласен, да се разбереме. Ова е парфем исто за близина, за преградки и за комплименти на увце. Девојките го доживуваат како boyfriend сцен. Ефектот му е класи, нежен и заводлив. Givenchy Gentleman оде парфем. И сега имаме нешто за помладите или за потинејџерите, а тоа е Paco Rabanne Phantom. Phantom е фан, младешки и екстремно забележлив. Комбинацијата од сладка ванила, лаванда и кремаста база создава мирис што е совршен за излегување, за журки, за парти. Ова е парфем што привлекува внимание, playful што се вика, енергичен и флиртувачки. Има клубска аура, нешто во стилот на Versace Eros. Ова е за парти, за дискотека, за девојче да го ќариш. Ефектот му е парти, флер и енергија. Paco Rabanne Phantom. И од сите овие парфеми што можеме да заклучиме? Дека, ако сакаш мистерија, Sauvage парфем. Луксус, Tobacco Vanilla. Најмногу комплименти, Gisada Ambassador.
Clean Attention или Clean Attraction, Dylan Blue, Романтика, Живанши и Клуб Фантом. Ако имаш некој твој омилен, пиши ми во коментар кој е, баш би сакал да дознам. Лайк, subscribe и поздрав и се гледаме до наредното видео. Чао!